Еве повторно заедно после една недела, после една турбулентна недела во која анализиравме една општествена ситуација поврзана со најновите дистрибуирања на властени представници во парламентот преку партиите на Македонија и еве денеска, значи 12.2016 лето Божје, конечно имаме некои сознанија, нели? Иако се уште ДИК не излегува со конечни резултати, поготово не со број на пратеници, слушнавме дека и некои персони од Калето се тамо да бројат, нешто слично што се случуваше и во Србија, дипломати да идат по гласачки места, но тоа не е ни важно. Во овој момент важно е дека се случи едно големо изненадување кое едноставно не беше предвидено од многу луѓе кои професионално и експертски се бават со анализирање на политичките состојби. Мене ми е чудно како тоа некои навистина професионални фирми или агенции за правење анкети и сондажи кои до сега секогаш погодува, одеднаш промашија и тоа доста. Тука треба да се бара некаков тип на причина зашто е тоа така, но има време. Едноставно сега треба да се смири, нели, површината на морето, на водата, да се промедитира, а потоа одговорите ќе почнат да доваѓаат сами од себе при една длабока контемплација на сите овие феномени што се случија. Во секој случај едно скоро шокантно изненадување, би рекол, тешко беше да се предпостави дека при таква излезност ќе има вакви резултати, но посвестум веќе ја гледаме целата конспирација која се случила на ова ниво. И не само конспирација, туку една психоигра, би рекол, која вештите стручни лица од нели, хегемонот најмен за овие работи едноставно направила една извонредна карта, еден психолошки профил, би рекол, на оној безбоен македонец, оној македонец кој навистина секогаш е спремен да ја продае верата за вечерата и да биде дел од таа голема кодошка алијанса која веќе се накоти и достигна огромна бројка. Дали се работи за болест или за очај, за разочараност или за бес, тоа ќе видиме. Сега кога веќе им се пружа шанса нивните пулени да зацарат со власта во Македонија, ако тоа нели биде по волја на меѓународниот фактор и ако успее да ги стави во една вреќа албанските партии заедно со СДСМ, која исто така стана албанска партија поради веројатно помеѓу 70 и 100.000 албански гласови кои влегоа во неа, а тоа се отприлика 8 пратеници што албанскиот сектор политички ги изгуби при овие избори. Значи не е само еден, да речем условно кажано, губитник ВМРО во смисол на таа пирова победа што ја извојува со 16.000 гласа, а сега гледаме дека се обидува нели компетентниот фактор да посредува при овие последни утаночувања што се вршат во ДИК, па затоа и нема резултати, нели? It's not over until it's over, што би рекол Лени Кравец. Туку сето тоа некако влезе во еден надреален штимунг, во нешто што навистина знае да шокира, но човек исто брзо се прибира поради тоа што ги знае на некој начин сите тие констелации на кои не сметаше, но тие се случија и се случија затоа што едноставно има потенција да се случат. Мотивот беше јак, нели 10 години немање власт на опозицијата, се доведоа себе си во позиција да дејствуваат нели во согласност со онаа максима дека целта ги оправдува средствата, а средствата беа прилично аморални, тие со тие средства дејствува
по владеачкиот естаблишмент цели 2,5 години правејќи хаварии на секој можен начин. Може да се каже дека тука за мир у куќа едноставно владеачката елита се повлекуваше чекор по чекор наназад и може би даде еден импресум на дефетизам, на немоќ може би на некој начин, но од друга страна па според нив, може би ако се размисли малце подлабоко, секоја реакција може би по промптна, по-агресивна, да речеме, или по-статична на некој начин, по-доследна, може би резултирала со некакви конфликти внатрешни кои би ескалирале и на кои крајот не би им се видел, па така хаосот би бил многу поблизок отколку вака.